Во организација на љубителите на велосипедизмот Велес Байкинг, во сабота за време на Велешката петијада ќе се случи еднодневниот велосипедски настан Велес 2014 офроуд велосипедска тура. Настанот вклучува две патеки, офроуд турата како и асфалтната тура околу Велес. Сите потребни информации околу организацијата на велосипедската тура во ексклузивно интервју за Велес ТВ онлайн ги даде Зоран Јаневски, еден од организаторите на настанот. Добро, Зоран, да слушнеме прво од каде потекна иницијативата за ова велосипедска трка која во сабота за време на петијадата ќе се одржи во Велес. Иницијативата е едноставна, гледајќи дека велосипедизмот е се помасовен и помасовен. Од друга страна, ние година прошетавме доста низ Македонија, гледавме дека овој начин на дружење и на возење успеа, па така решиме ние Велес да го ставиме на таа карта, затоа што реално се повеќе и повеќе има овакви тури кои што ги собираат велосипедистите и не е веќе рекреативно, туку се повеќе одиме кон некој полупрофесионализам, да речеме. Добро, може да слушнеме каков е интересот кај Велешани, има ли интерес и колку се пријавуваат конкретно за оваа трка? Првобитната иницијатива беше да собереме негде 50-60 луѓе кои половината од Велес, меѓутоа гледајќи ги пријавите, самите се надминавме. Значи до сега имаме пријавено 130 луѓе, 70 се од Велес, имаме од Куманово, од Охрид, голем дел се од Скопје, имаме и една екипа од Србија, кои што ни најавија дека ќе дојдат. Тука ќе бидат цел викенд со 2 дена спиење. Така да глобално кажано интересот е огромен. Значи само требаше некој да ги издружи во овакво едно групно возење. Ние гледаме дека секој ден се повеќе и повеќе се возат велосипеди низ градов. Па така ние дојдовме на идеја на оваа тура и ја вклопивме во рамките на петијадата, со тоа што и дававме карактер на дружење повеќе и на рекреативен карактер. Така да во голем дел турите ќе бидат лесни, ќе се движат 30 до 35 км во зависност дали асфалт или офроуд, а потоа имаме дегустација на питата и на вино и се што следи со тоа. Добро, може да слушнеме повеќе за рутата, како ќе се движи, од каде поаѓа и колку ќе биде долга. Значи, најпрво идејата беше да имаме офроуд патека, меѓутоа кога ја објавивме оваа идеја, веднаш се јавија луѓе кои сакаат да возат и асфалтна. Така да направивме две патеки, едната е асфалтна, другата е офроуд. Значи, асфалтот е онаа патека која што ја возат Велешани класично, секојдневно, до пред Мотел Македонија, до пред автопат. Таму завршува, се враќаме назад. Имаме пауза договорена во црквата во манастирот Свети Димитрија, оние кои не се од Велес да се запознаат со културните споменици на нашиот град. Свети Димитрија е на патот, па го искористивме, ги замоливме од Повардарска епархија, ни одобрија и ќе имаме свештеник кој ќе ни држи мало предавање околу историјатот на манастирот, така да гостите кои ќе бидат надвор од Велес да понесат и некои заклучоци од Велес. Значи, тоа е првиот дел на патеката. Потоа се враќаат назад во Велес, преку градот, поводиме покрај Шорка до Романтик, до езеро. Таму ќе имаме мала пауза исто. Од Романтик се враќаме назад до хотел Монтенегро, каде што асфалтната тура ќе има поголема пауза од 20 на минути. Таму ќе бидат послужени со кафе или чај во зависност од изборот на учесниците и ќе ги чекаат велосипедистите од офроуд турата. После тоа сите се упатуваме преку од Костурница до Велес, до местото на одржување на петијадата. Офроуд турата е малце поинаква. Таа оди преку патот за Топилница. Ние Велешани го знаеме таа местност кај лозијата, не знам ја точно како се вика, преку гровот од десна страна покрај Вардар, се спуштаме до манастирот Света Петка во близина на Сопот. Таму голем дел од Велешани знаат дека има една атракција, да кажеме, меѓутоа другите учесници не ја знаат и баш поради тоа има голем интерес да дојдат. Тоа е Висечкиот дрвен мост. Ќе биде организирано и безбедно и сите ќе може да поминат преку него. Се упатуваме кон Сопот
одиме до Романтик, кружиме околу езеро, исто така оние кои што не се од Велес да ги видат патеките околу езеро како се враќаме назад пак до автопатот и потоа се пуштаме преку Лозијата до Башино село, оние се рибарски патчиња. Значи тоа многу од велешани не го знаат тој пат, меѓутоа тој е многу интересен и многу возбуден, посебно за луѓето кои што возат офроуд тури. Така да ќе возиме покрај Вардар буквално. Влегуваме во Башино село, мала пауза и после одиме кон хотел Монтенегро. Се приклучуваме со сите учесници и заедно во околу 15 часот стасуваме во Велес. Се очекува ли трката која во сабота ќе ја видат велешани да предизвика поголем интерес за нив да го гледаат велосипедизмот како една нова рекреација за повеќето? Значи свеста кај велешани веќе е потикната со велосипедизмот. Ако гледаме наназад неколку години ќе видиме дека напрсти се броја луѓето кои што возеа велосипед, а сега гледаме дека стотици граѓани го употребуваат велосипедот како за рекреација, така и за малку по јак спорт, а исто така гледам дека некои го употребуваат како средство за одење на работа. Велосипедизмот како спорт, посебно планинскиот велосипедизам, веќе одамна во Европа е дел од туристичките мапи. Така да и ние во иднина, ова е само почеток, во иднина со неколку луѓе од Македонија планираме да направиме такви туристички мапи со кои што странците кои ќе доаѓаат да си одберат дали ќе дојдат во Мариево, дали ќе дојдат во Маврово, дали ќе дојдат во Велес, зашто да не, и да им понудиме ние покрај другите убавини на Велес и една офроуд рута низ велешките села. Зголемената популарност на велосипедизмот и се поголемиот број на рекреативци велосипедисти беа инспирација за организаторите на овој настан. Се надеваат во иднина оваа велосипедска тура да прерасне во традиционална.